Полицајецот Абдул Фетах Халими, последниот од групата осомничени за терористичко загрозување на безбедноста на 27 април, заврши во притвор. Во судот денеска дојде сам, а ја напушти зградата со полициско обезбедување и лисици на раце. Осомничен е дека за време на крвавиот четврток не постапувал согласно законските надлежности, како член на собраниското обезбедување, и дозволил пратениците да ги отворат вратите, иако тоа можело да го стори само обезбедувањето. Не го спречил влегувањето на насилните демонстранти. Попладне во кривичен ја потврди информацијата. АА сам се јави денеска во судот, опфатен е со предлогот на основното јавно обвинителство во врска со 27 април и по произнесување пред судија на претходна постапка. Донесено е решение со кое е прифатен предлогот на обвинителството со организиран криминал и определена мерка притвор во трајање од 30 дена. Халими стана познат во јавноста како спасувач на Зијадин села, откако во неколку медиуми сведочеше како му го спасил животот на пратеникот од разгневерата толпа која имала цел да го убие. Неговото име повторно се актуализираше пред 10 дена, кога неколку медиуми објавија дека и тоа е на листата осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок. Според некои верзии во медиумите, Халими им ги дал клучевите на пратениците за да ги отворат вратите во холот на законодавниот дом и бил еден од вработените кои ги следел наредбите на шефот Горан Ѓошевски, кој е веќе во притворското одделение во Шутка. Неговата одбрана најавува дека ќе искористи законската можност и во следните 24 часа ќе поднесе жалба на притворот до кривичниот совет. Во меѓувреме се чека одлука од советот и за жалбите на пратениците Сашо Василевски и Љупчо Димовски. Нивните жалби последни пристигнале до судот бидејќи биле пратени по пошта. Василевски веќе една недела е во притвор заедно со колегите Крсто Муковски и Љубен Арнаудов, а на Димовски му беше одреден домашен притвор. Истата мерка судија на претходна постапка ја изрече и за пратеничката Жаклина Пешевска и за Јохан Тарчуловски, а беше потврдена и од кривичниот совет. Пуште 5 лица осомничени за крвавиот четврток во собранието, полицијата се уште трага.